Мислам дека на сите ви е јасно и стана јасно дека имаме проблем. Ние не бараме преку леп погача. Бараме континуирана, сигурна достапност на квалитетна терапија, која што за пациентите значи живот, а за државата значи заштеда на трошоци на подолг рок. Многу поскапи лекови купуваме редовно во државата. Многу поскапи, верувајте ми, на зборите многу лесно се проверува. Ние можеме лековите да ги добиеме, тврдам, одговорно и по пониска цена, но тие треба да се стават во некаква функција, да го изградиме системот. Не требаат луѓе, значи не требаат луѓе кои што ќе донесат одлуки. Како оние луѓе кои што ги имавме во инфективната клиника, оние луѓе од УНИЦЕФ, оние луѓе од Министерството кои што овозможија во многу тешки услови да се набави терапијата до сега. Меѓутоа, тој систем кој што функционираше до сега изморува, тој е израбен и ќе има проблем, ќе пукне. Пред една година прекинот на терапијата беше избегнат само благодарение на тоа што неколкумина пациенти кои некако можеа да си го дозволат тоа, ги набавија своите лекови на црно преку сомнителни интернет сајтови. Оваа година информирани сме, токму деновиве, дека на клиниката веќе нема залихи од лекот Невирапин, кои го примаат барем 10 пациенти за кои ние знаеме. Разбравме дека вчера била дадена последната кутија. Денеска повторно имаме криза. Менаџерите на клиниката за инфективни болести немаат чаробни стапчиња, имаат желба, помагаат, не поддржуваат во се. Креативноста ги достигнува плафонските граници, но од повеќето не се може. Денес живееме во време кога ХИВ инфекцијата се смета за едно хронично заболување кое може да се менаџира. И сето тоа е благодарение на антиретровирусната терапија, која што како ефикасна терапија во светот постои од 1996 година. Во Македонија станува достапна во 2005 година благодарение на донациите на Глобалниот фонд. За споредба, во регионот терапијата станува достапна уште во првите години, односно од 1997-98 година во Србија и Хрватска, например. Ситуацијата беше да дојдат неколку пати и на крајот од нивниот живот да се лекуваат со она што значи се она што значи антибиотик, антимикотик, лекување на нешто што е инфекција, но не е нивната основна ХИВ инфекција која уствари ги довела до таква тешка здравствена состојба. Пациентите или умираа на нашата клиника, или пак семејствата ги зима да починат дома. Но ден за ден некако успеваа да се сменат работите, успеавме да почнеме да носиме лекови директно до пациентите преку различни донаторски куќи, но и тоа не беше доволно ради тоа што лекувањето па без следење на лекувањето е исто така мачка во вреќа, но купуваше време. Набавката на антиретровирусни лекови преку Глобалниот фонд, средствата на Глобалниот фонд почна од 2005 и траеше до 2010 година. Со оглед на тоа што се работи за донација, најчесто се користеше механизам на набавка на лекови преку организации кои што можат да помогнат во обезбедувањето на терапија и најчесто го користевме УНИЦЕФ како организација заради тоа што имаше многу добра повластица за лековите, заради тоа што тие лекови кои што се набавуваат не се набавуваат по пазарна цена, туку се набавуваат по цена која што е достапна само за донаторски организации. Согласно со принципите и начините на работа на Глобалниот фонд, дел од обврските кои што се иницираат преку програмите поддржани со грантови од Глобален фонд, државата ги превзима, така да од 2010 година престана набавката на антиретровирусни лекови од страна на Глобален фонд и целокупната набавка се превзима од страна на Министерството за здравство и Клиника за инфективни болести. Во 2010 година владата на Република Македонија на својата 178 седница, одржана 17 август истата година, донесе, односно усвои така наречена информација за, цитирам, потребата од континуиран антиретровирусен третман
на пациентите со HIV-сида, мониторинг на третманот и обезбедување на функционален систем за набавување на лековите во државата. Имено со оваа информација владата практично покажа спремност на тој начин што ги задолжи Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, Националниот координатор за HIV-сида, Клиниката за инфективни болести, Бирото за лекови, сите останати засегнати чинители во процесот да обезбедат функционален и одржлив механизам за набавка на антиретровирусниот третман во земјата. Практично од 2011 година Република Македонија од своји буџетски средства преку програмата за заштита на населението од HIV-сида го 100% ги обезбедува средствата за набавка на антиретровирусниот третман за пациентите кои што живеат со HIV-сида во земјава. Овие средства кои што владата ги буџетира преку националните превентивни програми, односно Националната програма за заштита на населението од HIV-сида, во пракса се покажуваат како релативно недоволни со цел да се спроведе постапка за јавна набавка на антиретровирусните лекови, што од своја страна делува врз прекин на третманот и терапијата како таква и крајни жртви се лицата кои што живеат со ХИВ, односно СИД. 16 ХИВ позитивни пациенти кои го примаат лекот тенофовир веќе десетина дена се принудени сами да се снедуваат затоа што терапијата ја нема на залиха. Сдруженијето Заедно посилни е обелудени информацијата од кога неколкумина членови не успеале да ја примат терапијата затоа што Министерството чека да стигне тендерската набавка. ХИВ позитивните случаи се принудени сами да го обезбедуваат лекот, чија цена е околу 300 евра, тврдат од групата, потенцирајќи дека доколку настане прекин во терапијата, може да се јават сериозни последици. Една од нив е мутација на вирусот. Кога се работи за третманот на ХИВ инфекцијата, недозволиво е да се случи прекен, макар и за еден ден, макар на само еден лек од комбинацијата, која што обично се состои од 3 различни лека, бидејќи во тој случај вирусот станува резистентен, се развива резистентен вирус и понатаму таа терапија која што дотогаш се примала, практично станува неупотреблива и треба да се замени со нова комбинација. Следната комбинација на лекови секако ќе биде поскапа и ќе биде значително поголем трошок за државата. За да вирусот успееме што подолго да го држиме во минимална количина, така наречено недетектибилен според нашата терминологија со тестовите, пациентите навреме, ама тоа кога ќе кажам навреме, зборувам навреме, ако е 9 часот, секој 9 час 9 наутро или секој 21 навечер мора да биде земена терапијата. Ни пред тоа, ни после тоа. Само таквиот ритм на лекување и правилно земање терапијата успева да го одржи вирусот недетектибилен. Во однос на тоа како ова прашање е решено во компаративните национални системи, во Србија и Хрватска, например, овие лекови и останатите земји од регионот се на позитивната листа и истите се некаде околу 15 лекови, кои што е всушност минимумот на лекови потребни за лекување на ХИВ инфекцијата. Дотолку повеќе што во Србија со одобрение за промет се ставени, односно со дозвола за промет се ставени околу 20 лека на листата на регистрирани антиретровирусни лекови. Ова е прв пат дека ние се сретнуваме во државата, треба да знаете само дека голем број на лекови, односно повеќето на лековите кои се применуваат за лекување на овие пациенти воопшто не се регистрирани во Република Македонија, односно воопшто со тоа ги нема ни на листите позитивни на фондот и така натаму. Со оглед на тоа дека овие лекови не се на позитивната листа, не сум воопшто сигурен дека може да се рефундираат. Има само 3 антиретровирусни лека на позитивната листа кај нас. Набавките одат преку програмата за превентивната програма на Министерството за здравство. Директоре, дали има некој пациент кој што не прима во моментов терапија и сам се снаоѓа како што велат од сдруженијето си купуваат сами терапија? Апсолутно не, тоа не е ни дозволиво. Напатката се да за ниту еден пациент не се дозволи да доколку критериумите кои што се поставени од стручен тим на клиниката се постави потреба за поставување на антиретровирусен третман, нема такви на кои што им е може односно смее да им се сугерира така нешто. Нашите информации се од пред недела до 10 дена, кои што ги добивме од неколку пациенти, дел членови на Заедно посилни, дел други пациенти кои што дошла редовно да си ја земат терапијата на клиниката во одделот за ХИВ.
и едноставно немало терапија. Можно е да по некои од овие лекови биде недостасува во одреден период, но тоа не значи дека давањето на алтернативни лекови, односно алтернација не значи алтернативен, значи алтерација со друга комбинација на лекови, не може да ги оствари идентичните ефекти. Јавната расправа на тема третман, грижа и поддршка за луѓето што живеат со ХИВ, која што се одржа во рамките на Комисијата за еднакви можности и Комисијата за здравство во Собранието на Република Македонија, декември 2012 година, се одржа токму поради постоењето на овој проблем. И таму беше исто така објавена јавно ситуација дека има моментален недостаток на еден од основните лекови. За лекар, како да кажам, јас не знам како да го објаснам чувството на било кој лекар кој треба да се соочи со својот пациент и да каже, знаеш, извини, ма нема повеќе лекови. Не верувам дека постои човек кој би можел да се носи со таквиот терет и со одговорноста да никому кажете дека едноставно нема лекови, нема решение за тоа. За жал, ова е ситуација која што се повторува со години наназад. До сега не сме излегувале во критичен момент во јавност, меѓутоа сметаме дека во овој момент тоа беше неопходно. Само за последните 6 месеци ова е втор прекин на достапноста на одреден лек. Сите 13 пациенти кои што беа засегнати директно, загрозени од оваа ситуација, кои што дури не се членови на Сдруженијето, се согласија со свој подпис да сведочат дека навистина им е прекинат третманот со овој лек и се принудени да се снаоѓаат. Нашите пациенти ги разбираат, јасни им се можностите што може нашето здравство да ги даде, иако се свесни за постоењето на многу по-софистицирани, по-едноставни комбинации и начини на лекување кои се достапни во светот. И покрај тоа што примаат многу повеќе таблети, потешки комбинации на лекови кои предизвикуваат и различни почести несакани ефекти. Имаме информации дека со набавката што ја спровела моментално клиника, што се уште е тековна, дека се понудени генерички лекови кои што чинат многу поевтино. Нашето единствено инсистирање тука како здружение што ги застапува интересите на пациентите со ХИВ е само да има потврда дека се работи за генерички лекови со потврден квалитет. Значи тие може да се обезбедат по многу пониски цени од оние на оригинаторски лекови. Така што значи го поздравуваме тоа. Меѓутоа апелираме дека се уште сите лекови не се обезбедени кои што се потребни и кои што беа барани со тендер. Миленковиќ негира и дека лицата со ХИВ сами купуваат лекови. Доколку има таков случај, ги повика пациентите веднаш да го пријават. Во Македонија со ХИВ живеат околу 90 лица, 2 од нив се деца. Во моментот на антиретровирусна терапија се 60 од вкупниот број пациенти. Во Министерството за здравство се одржани повеќе состаноци, итни консултации околу проблемот. Во декември 2012 одржана јавна расправа во Собранието на Република Македонија, каде што се донесени одредени заклучоци, заедно посилно учествуваат, се дел од националниот координативен механизам за грантовите за ХИВ и туберкулоза, финансирани од глобалниот фонд, и исто така и на така наречената национална комисија за ХИВ. Меѓутоа се чини дека учеството во вакви тела за жал не ги донесува, не ги донело до сега вистинските резултати и затоа одлучивме дека конечно за овој проблем мораме отворено да зборуваме во јавноста, бидејќи е проблем што ги засега на крајот на краиштата не само луѓето што живеат со ХИВ, напротив, ова е проблем што ги засега сите граѓани. Ги засега пред се превентивните стратегии на нашата земја, затоа што е едно просто прашање кое што секој може да се го постави. Зошто некој би направил ХИВ тест? Зошто некој би сакал да го дознае својот ХИВ статус, ако не е сигурен дека во оваа држава има редовно достапна, современа и квалитетна терапија? Општо е познато дека ХИВ-СИДА е прашање на човековите права исто колку што е здравствено прашање.
Врската е толку јасна што во последно време дури има и дискусии дали, например, антиретровиралната терапија треба да биде право сама по себе. Мене тоа не ме чуди, мислам дека не може да биде поинаку, затоа што сидата и ХИВ се случува на луѓето. А сите ние ги имаме истите човекови права. Она што ни предстои во следниот период, тоа е обезбедување уште дополнителни средства за една помала група лекови, кои се малку на број, за мал број пациенти, но се неопходни да се набават. Ние како пратеници ќе можеме севкупните резултати да ги видиме, верувам, наесен, во договор со колегите пратеници, со комисиите што работат на ова и со невладиниот сектор. Заедно посилни групата за поддршка и самопомош на луѓето што живеат со ХИВ апелира до сите надлежни институции, пред се владата на Република Македонија, Министерството за здравство, клиниката за инфективни болести, но и стручните институции како Бирото за лекови, Фондот за здравствено осигурување да ги преземат сите неопходни чекори за да се постигне конечно решение на проблемот со континуирано обезбедување на терапија за ХИВ.